Министерот за внатрешни работи Панче Тошковски учествуваше на настан во владата посветен на почетокот на проектот Прекинување на циклусот на насилство, системска превенција на семејно и врсничко насилство преку образовниот систем. На настанот присуствуваа министерката за образование и наука Весна Јаневска, министерот за социјална политика, демографија и млади Фатмир Лимани, како и представници од стручната јавност, меѓу кои Комората на психолози. Во своето обраќање Тошковски истакна дека податоците на Министерството за внатрешни работи укажуваат на сериозен пораст на семејното и врсничкото насилство, нагласувајќи дека изложеноста на насилство во домашната средина представува еден од клучните ризик фактори за подоцнешно агресивно однесување кај децата и младите. Според податоците што ги изнесе во периодот од јануари до 28 мај годинава се регистрирани 768 кривични дела поврзани со семејно насилство, наспроти 460 во истиот период лани, што представува зголемување од 67%. Само во првите 2 недели од јуни се евидентирани уште 89 случаи. Тој додаде дека годинава се поднесени 601 кривична пријава и се превземени мерки против 609 лица, при што полицијата реагирала брзо и одлучно во ваквите случаи. Осврнувајќи се на врсничкото насилство, министерот информираше дека се регистрирани 93 инциденти во 64 училишта, што исто така представува зголемување во однос на претходната година. Особено загрижувачки, како што нагласи, е порастот на насилството врз деца и зголемувањето на бројот на случаи на сериозни кривични дела против малолетници. Тошковски посочи дека кривично-правната реакција е неопходна, но не и доволна и дека трајно решение може да се постигне само преку превенција, рано препознавање и координирана работа на институциите. МВР, како што истакна, целосно ја поддржува изработката на унифициран протокол за постапување при сомнеж за насилство и ќе продолжи со обуки за полициските службеници за подобро препознавање и постапување во вакви случаи. На крајот министерот им се заблагодари на Министерството за образование и наука, Министерството за социјална политика и Комората на психолози за заедничката работа на воспоставувањето на ваков системски пристап за заштита на децата и младите. Председателот на ВМРО ДПМН Христијан Мицкоски во Струмица по повод 36-тиот роден ден на партијата одржа обраќање во кое зборуваше за актуелната политичка состојба во државата, евроинтеграциите и спорот со Бугарија. Настанот се одржа на градскиот стадион под мотото Македонија забрзува, наша обврска, каде Мицкоски оцени дека дел од проблемите во евроинтегративниот процес се последица на политиките на претходната власт, која, како што рече, оставила голем проблем во односите со источниот сосед. Тој посочи дека токму тие политики според него ја довеле државата во состојба на забавен европски пат, додавајќи дека Македонија би била многу понапред доколку не постоеле тие пречки. Но создадоа голем проблем на нашиот пат кон Европа. Да не беше тој проблем со реформите, веќе ќе чукавме на портите на Европа, изјави Мицкоски. Според него, постојниот договор со Бугарија представува обврска која ја ограничува државата и ја подсетува на подпишаниот бел лист хартија од претходната влада, кој бил направен со цел политички опстанок. Во своето обраќање, Мицкоски испрати порака дека Македонија останува цврсто посветена на европскиот пат, но дека членството во Европската унија не може да се постигне со билатерални условувања. Нагласи дека целта на државата е полноправно членство во Европската унија, додавајќи дека патот дотаму ќе биде долг и тежок процес. Упати порака дека Македонија мора да добие јасно место во Европската унија, без дополнителни билатерални услови, при што нагласи дека македонскиот идентитет, јазик, култура и традиција се црвени линии кои не смеат да бидат предмет на преговори. Во завршницата на обраќањето, премиерот повика на единство и истреност, нагласувајќи дека прашањето за идентитетот и државните интереси не може да биде предмет на политички пазарења. Администрацијата на американскиот председател Доналд Трамп планира значително да го зголеми бројот на постапки за одземање државјанство на лица кои го стекнале преку натурализација, како дел од заострената имиграцијска политика. Според податоци од Министерството за правда на Соединетите Американски држави, до октомври се очекува да бидат покренати најмалку 250 нови случаи, што представува значително зголемување во однос на претходните години. Само во првите месеци од годинава се отворени 29 постапки против лица осомничени дека го добиле државјанството со измама или прикривање на важни информации. Од Министерството за правда посочуваат дека станува збор за законска алатка која постои со децении и има цел да го заштити интегритетот на американското државјанство.
Постапките најчесто се однесуваат на сериозни случаи на измама, прикривање кривични дела, сексуални злоупотреби на малолетници или поврзаност со терористички организации. Мерката не се однесува на лица кои се родени во САД. Американските власти можат да покренат вакви постапки доколку се утврди дека државјанството е стекнато незаконски или со лажни изјави. Во случај на судска одлука во корист на државата, лицето се враќа на претходниот имиграцијски статус и може да се соочи со депортација. Според проценките во последната деценија, речиси 8 милиони луѓе станале американски државјани преку процесот на натурализација. Поради зголемениот обем на случаи, Министерството за правда пренасочува правни ресурси и специјализирани тимови за побрза обработка на постапките со вклучување и на федералните обвинителства низ земјата. Експертите предупредуваат дека ваквите процеси се правно сложени, можат да траат долго бидејќи за одземање државјанство одлучува исклучиво федерален суд. Украински беспилотни летала извршија масовен напад врз Москва и поширокиот московски регион, при што беше погодена рафинерија за нафта и дојде до сериозни нарушувања во воздушниот сообраќај. Според проценките, станува збор за еден од најголемите напади врз руската претстолнина од почетокот на војната. Руските власти соопштија дека противвоздушната одбрана соборила најмалку 194 дронови насочени кон Москва во повеќе бранови, додека вкупно низ земјата биле пресретнати над 550 беспилотни летала, соопшти Министерството за одбрана на Русија. Нападот предизвикал привремено затворање на сите 4 аеродроми во Москва. Гувернерот на Московскиот регион изјави дека најмалку 16 лица се повредени во нападите, додека градоначалникот потврди дека дел од дроновите погодиле голема рафинерија за нафта во југоисточниот дел на градот, која претходно била цел на напад. Видео објавени на социјалните мрежи покажуваат пожари, густ чад што се издига над индустријската зона. Нападот е дел од како што се оценува повеќе месечна украинска кампања, насочена кон руската нафтена инфраструктура. Покрај рафинеријата оштетени се и други објекти во градот, меѓу кои пазарна, отворено и трговски центар, а во предградието е погодена и стамбена зграда. Украинскиот претседател Володимир Зеленски изјави дека нападите представуваат целосно оправдан одговор на руските удари врз украинските градови. Во исто време Русија продолжува со ракетни и беспилотни напади врз Украина, при што во последните денови биле погодени цели во Киев, вклучително историски објекти. Ескалацијата на нападите со беспилотни летала укажува на зголемен капацитет на Украина да изведува удари длабоко на руска територија, додека руските градови стануваат се поизложени на воздушни закани по повеќе од 4 години војна. Од денеска до средината на следната седмица времето во земјава ќе биде претежно сончево и потопло, со променлива облачност, соопшти управата за хидрометролошки работи. Во поплавневните часови, поради зголемената енергија во атмосферата, се очекуваат услови за локална појава на краткотрајно невреме, особено во планинските предели и во југоисточниот дел од државата. Ќе дува умерен ветер, претежно од северен правец. Утринските температури ќе се движат од 8 до 19 степени, додека дневните максимални ќе достигнат до 37 степени Целзиусови.